На денешната седница на Советот на дневен ред се две точки кои се побарање на СДСМ и опозицијската коалиција. Тоа се информација за упадот на полицијата во дворот и објектот на библиотеката Браќа Миладиновци после протестите од 5 мај и информација за средношколските протести и состојбите во средните училишта во градот Скопје. Се работи за теми кои што се поврзани со спонтанните граѓански протести пред владата по објавувањето на вознемирувачките разговори во врска со обидот за прикривање на убиството на Мартин Нешковски, како и противењето на средношколците на лошите состојби во образованието, а се работи за институции кои што се под надлежност на градот. Вознемирувачката содржина и нечовечноста на врвните функционери на владата во постапувањето со убиството на Мартин Нешковски предизвика огромен гнев кај граѓаните на Скопје. Меѓутоа, според нашите информации, помеѓу протестантите имаше и уфрлени провокатори кои што дел ја нападна и полицијата. Реакцијата на полицијата беше брутална и со употреба на прекумерна сила. Во притвор се голем број на студенти кои се невини и на никаков начин немаат придонес во нападите врз полицајците. Имајќи во предвид дека причина за протестите е обидот да се прикрие брутално убиство на невин млад човек од страна на официјални лица во Министерството на внатрешни работи, Социјалдемократскиот сојуз бара итно ослободување на притворените невини студенти од протестите на 5 мај. За убиството мора да има и командна одговорност, како и одговорност на оние кои што со денови се обидувале да го прикријат убиството. Мора да има и процесуирање на случајот за обидот за прикривање на убиството на Мартин Нешковски и за сите инволвирани лица од страна на Министерството на внатрешни работи. Ослободувањето на притворените и повторното отварање на истрагата за убиството на Мартин Нешковски само може позитивно да влијае на олабавувањето на тензиите која што владее во Република Македонија во очекување на оставката на Никола Груевски.